Јовица Петровиќ е роден во Владичин хан, има 51 година. Од мал е останат без семејство, не можејќи да се снајде во родното место, па среќата си ја бара во Македонија. И ја наоѓа. Ја запознава сопругата Виолета, која иако е лице со ментална попреченост, ќе ја прифати како животен сопатник. Таа ќе му роди 2 деца, заедно ќе поминат многу. Ќе изградат куќа во штипско село Козјак, ќе ги образуваат децата, но се додека болести не почнат да ги напаѓаат и двајцата. Јовица досега минал низ 12 операции, останат е без еден бубрек, добил преплет на црева и има проблеми со вените на ногата, поради што не може да се движи. Тоа ќе го спречи да заработува и да го прехранува своето семејство. Во домот немаат буквално ништо, ниту столче каде да се седне. Се што внеле име помош од соседите. Немаат ниту машина за перење, што во моментов им е најнеопходно. Им требаат и други апарати за домаќинство, но приоритет им е храната, зашто има денови кога остануваат и без леп. Малиот Јован е принуден со солзи да оди секој ден на училиште и да се моли другарчињата да му дадат јадење за да го издржи денот. Му фалат и училишни материјали, му позајмуваат другарчињата, ке рече тој, за да не заостанува во учењето. Виолета пак е многу болна. Покрај дијагнозата со која е родена, таа е болна и од канцерна дојка, па докторите рекле дека веќе е доцна и за хемотерапија. Очајна состојба на едно 4-члено семејство кое скромно моли за помош, да им се подаде рака сега, во најтешкиот период од нивните животи. Па мајка ми е болна, нема кој да прави јадење. Татко ми е болен, брат ми е на работа, оде работе, гледа за нас. Купува. Ти е жал и за брат ти што се мачи? И за татко ти? Болна е од рак и не може да нас далчи да еде толку зле. А што ви рече докторот? Не може да Касно е многу. прима хемотерапија, не? Не може ништо. Касно е, вика, многу. Тоа е требало каде на време. Ама ми никој не смо ни знали тој. Она си имаше тука на дојката црното кој 2 имаше и сега само едно устои. Само едно, а едно отпадна. И доктор вика, сега е касно, каже. Sad neki da gi puštimo da se uči na njim, kaže, ne ide, kaže. Neka ide, kaže, dok ide. Викам, докторе, това е работата, која е. Кој ја ќе носим дека дом. И доктор вика, носи го, каже, по-обува дом. Каже, дај го, каже, нека јаде, каже, што ќе, каже. Сакаш да предпоставувам да пораснеш и да помогаш. А што ти е најтешко? Кога гледам мајка ми болна и татко ми. Кој гледам, не се мачат. Те татко ми се маче за нас. Мајка ми е болна, не може ништо. Мали су ми децата, ама што да правам? Немам излаз нигде. Те у тој живеем. У една соба там и ова соба овде. Немам. Те тој шпоре и оно чури. Дрвено. Ама што да правам? Те виш какво е од njega све. Немам ништо. Немам купатило. Немам перална. Немам ништо. Ни електрично. Немам ништо. Оваа куќа чива е ваша? Ова е куќа наша. Вие ја правевте? А ми го правевме со жена ми. Со жена ми го правевме овај куќа. Кога бевте помлади? Помлади беме, толку успеавме да направиме. Ја работив фирма во бетон, штип, покрај беше фирма, добро беше. Ама сега затвори се фирма и да сакам да работим, ја не може да работим више. Болеста ме не утепа, не могу да стоим на нози. Оболе и не можем. Доку ми сила више. Немам ништо динар од нас, немаме. Ни сабалјат иде јадам, вика тато, каже, ќе ви искарам 5 динара, каже, пари, каже, да купимо, каже, кута, каже. Вика ми тато, дали имате пари да ми дадете да си купам храна. Ама они ми викат, немаме. Оти нигде не работе. Понекогаш одам, некој ме викне, помагам, даде ми некој динар. Купам си храна. Криво ми е. Гледам други како работат, а ја не могу да работим на мои децата, да ги прушим. Криво ми е.
Noge ne me drži. Ko sami već to videste. Ko dalje Gospod da se sreši, ova noga da mi se opušti noga, a mogu ja da работам, pa koliko god za njima да ги донесем да има, да се прихраним. Добро će biti. Pa комшиката хлеб ни даде. Имаше кромпир ни даде. Те направимо една манджичка и тая лепче ере с мой чет, с децата. Дали си среќен, Јованче? Зошто не си среќен? Ako te bivam srećan, ko tatko mi je boljen, majka mi je bolna. Oni dvajcата se грижа за нас. Ама сега они падна болни и толкова. Сега няма кой да се грижи. Се плашиш што ќе биде со вас? Што ти е најмногу страв? Ја татко ми вторник дојде на операција. Не знам како те се случи со ногата. Немного веројатно се плашиш да не останеш сам. Пред неколку месеци семејството на Јовица Петровиќ го стави срцето на дланк. Нема услови за живот, има многу тешка судбина, затоа што нема храна, нема пари за лекови, нема мебел, ништо со што би можеле да поминат еден ден. После неколку месеци се е поразлично. Благодарение на хуманоста на луѓето кои што му помогна и кои што донира, за денес тој да живее полесно со своите деца и сопругата. Добар ден. Добар ден. Се видовме пред неколку месеци. Бевме во контакт постојано после емисијата и денеска сме тука за да ни раскажете убави вести. Впрочем, ви се смени животот на подобро. Што се случи, Јовица, во вашиот живот? Сега мисля да ти го направо немаше то време ништо. Благодарени на луѓето, на хумавност. Помогнаве те Далибор и на njega исто джамови, нови врата. Унутра све ми средија. Сите што су ми помогли, многу ги фала. Благодарим сите. Сега имам еден живот. Што могу да живим со моите деца тука. Ве нападна емоции, очигледно од среќа. Да ти кажем право од радост. Јас се многу радуем. Но овој живот не сум го имал никад. Благодарени на ваша екипа и на ваша телевизија, што сте ми помогли. Јас сум многу задоволен, многу радостен. Јас се благодарим на сите луѓе што су ми помогли крај света. Јас сум многу радостен и ги многу фала. Желим ги Господе ќе даде среќа повише. Колишко колку су пружили на мене, Господе ќе ги пружи повише и на нима. Јас сум многу благодарен. Што се смени од како тргна емисијата? Како почнаа да се менуваат работите? Многу се сменија работи, на мене по-добро, комши доаѓа ми за кафе, вика сад су добар, следио се. И многу сум благодарен и на ваша екипа и на Далибор. Ако не беше Далибор, да кажем право, не знам што ми се десило со мене. Одма Далибор е дошол, одма джамови, врати, купатило, соби, унутра мебел, кревети, све, кревети, мебел, висечи, маса, столови, све. Тој највише што ми беше потребно, то ми Господ од народ даде. И имам сега со што да берем, да се чистим, да идем ја во сите луѓе што идем чисти, ја да идем чист. Може ли да погледнеме Може. на лице место што е направено? Може. Ајде.
Гледам насмевка и на лицето на Јован. Зошто е оваа насмевка? Среќен си? Да. Што се случи во вашиот живот откако отидовте во срце на дланка со вашата сторија? Епа, фала му на батко ми дали што направи се у куќата. Што ви направи? Па, те маса, те такво, Кујна? кујна, висеќа и овакна маса, столови, маса и лентричината. Ти што доби лично ти? Доби ли телефон, доби ли... Доби телефон, доби компјутер. Се доби, значи? Да. А што си најмногу среќен? Зашто си најмногу задоволен? Па, кога сретија куќата, многу беше среќен. Среќен беше. Да, Ти доаѓаат ли сега другарчиња? Ви доаѓаат ли луѓе на гости? да. Сигурно сте и многу среќен што не го мислите Јован додека на училиште, бидејќи ми кажавте му е платен и оброкот. Да ти кажам право благодарение на народ, што су ми помогли тоа е за мене велика одмена. Не ga мислим дали е дете гладно на школу, не, зима храна. Тој сум макар мирен, не мога мислим, кад сам линија кад ќе изаѓем на посол да одем. Жена ко жена, она е фалишна болест на куќи седи. Сино оде има, мучи се да ради, да искараме неки динар, да имаме, струја да платиме, вода да платиме. Од Битола, има што су ми донели и имам, не могу забравам како се, од Гевгелија су ми луѓе пратили намештај тука каде комшија го стави, ели немам место каде да ставим сад. Има уште многу работи кои што не се ставени. Да, има уште работи што не сум ги ставио, само чекам прилика, ако могу да даде Господ здравје, уште една соба да изградим на там. Тоа отом потом со Далибор ќе видиме. А сигурно добивте и финансиски средства на сметка. Има добиено, фала ги на луѓето, и парична помош ми дали, имаше на сметка на парите, имаше све. Па со тие пари нешто и што ми фалеше на мене у куќа, употреби ги тие пари за куќата, за струја, за вода и така. Што ќе кажете за сите оние кои што живеат во моментов тешко како што вие живеевте пред неколку месеци? Господ нека ги помогне на сите. Кој на мене фала и на ваша телевизија и на вас ви пуно фала. Јас сум благодарен од ваша телевизија. Дека кој може нека помага. Ако имам сутрдан и ја ќе да помогнем. Јас знам прво какав сам ја био, па помогнеќу ја и на други. Ги охрабрувате ли да се пријават во срце на дланка? Да. Што би им рекле? Кои су толку загрожени, нек се пријаве. Кој може од народ ќе ги помогне. Ево, ја ќе се уклучим колку могу ја понатам здравје Господ, ја ќе го помогнам. Јер ја знам по мене како сум био немогучен. Желим сите да будат сретни као ја. Имавте проблеми здравствени. Имаше. Го решивте и проблемот со ногата поради кој што не можевте да одите. Што се случи? Па благодарение имаше еден доктор од градо. Он донесе ми една донација пакети за исхрана. И он слушнава за мои проблеми за ногата и на мене вика сутра, каже, че можеш да дојдеш кажу градо, ја те чекам там. Ја одов гори до болницу, човек благодарим си на njega. Чекуваме човек там. Ојдеме таму, каде докторка, онака погледа на мене вика, ово е тромб. Одма ми некие поручија. У рамен удар сум взе. Примавте клексани? Да. И благодарение до нима. Го решивте проблемот? Сега ми е нога малку подобра. Гледам полесно се движите. Наравно. Значи тоа се реши? Реши се тоа. Да. Децата веќе имаат подобри услови за живот. Децата многу сега имав си своју собу таму, они ми... Среќни се? Јас сум среќан, многу. А тие? И они се среќни поглед мене.
Марина Лазарова е 46-годишна жена чиј живот започнал несрекно, а детството й поминало во дом за деца без родители. На 15 години, откако ја испуштиле од домот, зазвонела на врата од собствената мајка, откаде повторно била избркана, вели таа, па за да не остане на улица била приморена да се омажи и да роди 3 деца. За жал, тој брак многу брзо ќе згасне, па таа останува самохрана мајка, која мора да работи 3 работи само за да ги прехрани најмилите и себе си. Среќа добила социјален стан, но жилбата за подобра екзистенција ќе го покаже патот за Италија, каде долго, макутрпно ќе работи во Лозија за да испраќа пари дома во станот на децата. За несреќа таму доживува сообраќајка со трактор во која ќе биде тешко повредена, но успева да застане на нозе. Подоцна доживува и мозочен удар, после кој одлучува за секогаш да ја напушти Италија. И од ударот успева да застане, но кога повторно ќе се опорави, приморена да работи за да преживее, на работното место се здрвува и останува неподвижна. Марина вели дека 2 години е во постела и најтешко е што никој не ја прашува како живее. Ниту има за храна, ниту може нешто да си приготви, а се што сака да собере доволно средства за да замине на рехабилитација и повторно да застане на нозе и да работи. Јас сум родена во Штип, а од Пробиштип сум, но мајка ми ме пратила во дом. Јас цел мој живот го помина во домот. Зошто во дом не можеа да те изчуваат? Па ете така, не ме сакала. На татко ми лича ми толку. Отидов дома со документи со се дека сум отпуштена од домот. Каде кај мајка ви? Кај мајка ми. Отидов таму и тропнав на вратата и она ми рече: каде си била, таму да идиш. Јас немав каде да идам и мора да се оженам. Да не бидам на пато. Се оженив, ама не го познавав. Се направи, 3 деца си имавме, многу пиеше. Не беше лош човек, кој не пиеше. Ама кој пиеше беше лош човек. Стварно ми е криво така. Не требаше да пие. Ке си го задржевме бракот. Децата додека беа мали, јас работев 3 работи. Работев во болницата, по куќи чистев и одев горе кај џамијата на Цифоно печурки онадував. Вечерта од 1 саатот до 3 са бајле, донесат ме, преспијам малку, апнам, у 5 саатот у болницата на работа бев. И се беше изчистено среда. Праќав пари колку можев, работев, ама грешка направив зашто одов за Италија, ама тука ми беа малку пари. За подобар живот, сигурно се. Да, за децата. А што работевте таму? Улозите. Да. Знам да кројам, знам да влечам прачки, знам сказулари да правам, знам гроздобе да берам. Значи се од до. Се, значи се што можех. Кажи си ни што треба се и сега на крај кога паднав. Никој не ме гледа. Зошто се вративте од Италија во Македонија? Па затоа што добив мозочен удар. И кажа веќе нема да идам за Италија. Дојдов тука и почнав да се лечам. Отибев целата сломена. Тракторот кој се обарна ме удари тука на вратот. Ги имавте сообраќајка со трактор? Да. И после тракторот се обарна, падна и ојде надоле. А вака беше на успон. Можевте да погинете? Ма јас сум желала да умрам на лице место. И несвесно приколицата ме обарна и ме удари тука на... Кличмата? Да, отпасе ми на карлицата. И ме обарна и ме под приколицата се најдев и ме влече доле до куќата. Јас кога се освестив у болница. После тоа го добив удар од 7 години. Го преболев и тоа. Го издржав. Бев упорна. Застанав па на нос. Дојдов тука па се лечив. Се. И ми се слоши, кренав да идам да повраќам и на сред хала јас се укучив. Брза помоши, ме однесе у болница и толку. И веќе јас само на болување. Ау!
Ете, ми се укочи раката. А од што ви се овие болки? Тоа е на десната страна што сум укочена. Од ударот. Да. И плюс паднав тука, потрес на мозокот добив на плочките. И пак сакам да работам. Сакам, ништо не кем, само сакам да застанам на нога и да дојде некоја да ми помогне, да ги измие садовите, нешто да ми направи јадење. Немам ништо. Од онек настанав да правам салата, 3 пати паднав. Што салата да направам, немам ништо за јадење. Немам пари, немам ништо. А докторот во Охрид сега кој ми рече ти си болна за лекување. Ти треба да одеш на рехабилитација. Ти не си здрава, ама не си за операција. Значи јас сакам да работам. Ја не ќем да лежам. Не ќем да зависам од социјално. Не ќем да зависам од ништо. Само сакам да застанам на нос. Не ќем ништо друго. Ги молам сите хумани луѓе, ако сакат и ако можат, кој колку може, да ми помогне да застанам на нос. Ништо друго не сакам. Сигурно ќе ви текне кога ќе ви го споменам името Марина Лазарова. Таа живее во Кучани и пред неколку месеци ја снимавме неподвижна и единствената желба беше само да застане на нозе. Денес ќе се сретнеме токму со неа на нозе и оди да вежба. Добар ден. Добар ден, здраво. Да вас ми мило што ви видов. Драго ми И што пак дојдовте. Многу ви Истина, мене ми е драго што те гледам таква како што посака да видиш. Ама така ненајавени, случајно се видевме, ама мило ми е, многу ми е мило. Преубаво изгледаш, Марина. Ти благодарам. Што се случи со тебе? Каква трансформација и верувам дека сето она што го живееше е веќе минато. Ми се трзат раците, ама само ќе ви кажам едно. Народот на мене многу ми помогна. Значи премногу. А благодарност до сите кои што ми помогнаа. 4 пати бев на рехабилитација и бев упорна, бев борец. Најдеа ми една болест, остеопороза. Таа е болест на денешницата, да? Да. И верувам дека ќе се спречи бидејќи ти како што гледам со ранец одиш да Ќе одам да спортуваш. пешачам, ќе одам да пешачам. Така во градот. Значи морам да пешачам, морам да вежбам, јога вежбам исто, ама посебна јога за половината, за кичмата, за нозете, за раците и морам нон-стоп да пешачам. Ако не пешачам, ја вежбам. И доктор ми кажа да не се предавам, нема да се предавам никогаш и секојаш ќе останам наискрено. Тоа ти го кажавме и ние. Многу сум среќна, ама овој е апел до сите кои што сакат да застанат на нозе и кои што мислат дека не можат, нека бидат упорни, трпеливи, ама најпред се борбени. Ако не се борбени, нема никогаш да застанат на нозе. Секогаш има некој кој што ќе ја подаде раката, ќе помогне на човек во Секогаш. И тоа има луѓе кои што стварно помагаат и тие луѓе кои што ми помогнаа, многу благодарност до сите, значи немам зборови. Ќе ги повикате сите што се срама да застанат пред камера, а имаат проблем да го направат? Да, може. Слободно секој кој што има мака. Слободно нека застане пред камера и нека си ја каже мака. Нека биде упорен, нека биде свој, нека биде јак. Нека застане на камера и нека си ја каже маката и вие ќе му помогнете како на мене што ми помогнате. Така, ја мислам дека и многу други ќе помогнат. Ти благодарам. Сега ќе те ослободиме, додека не се стемнило да испортуваш. Да, морам малку да пешачам. Чао. Ова беше ненадено, ама мило ми беше да се видовме. Јас ќе морам да одам. Поздрав. Ајде, поздрав, чао. Чао.
Баба Драгица има судбина која може да испише еден животен роман. Иако може би по години и не е многу стара, за себе ќе каже дека е многу изнаработена и изнамуштена. Од 10 години работела аргатка по ниви и месела лип за да го издржува семејството. Зад себе има 2 неуспешни брака. Од првиот ги има можеби и најголемото богатство синот кој денес си помага колку може и кој на само 3,5 години била приморена да го изнесе од татковиот дом заради неслога во семејството. Неколку години живее со него кај мајка и па повторно се мажи, овој пат само поради тоа што имала притисок да го напушти мајчиниот дом и за да му обезбеди кров над глава на синот, прифаќа наредните 9 години да живее тешко и макотрпно во Струмица. Кога конечно одлучува да застане на свој нозе и синот малку подпораснал, се враќа во Кочани, каде под кирија живее до ден денешен. Секој ден од тогаш до денес за оваа жена е тежок. Прво со социјална помош од само 3200 денари и аргатска работа го дошколува синот, а од лани веќе и со старосна пензија која не истигнува за ништо, дури ни за лекарствата. Нема убави услови за живот, по сите основи е одбивана за социјален стан до лани, а ќе каже: некогаш јадам само лепи сол, ама и тоа ќе го преживеам само на судниот ден. Сакам да ме изнесат од свој покрив, а не од тој дом, ќе рече таа. Како помлада и како дете работив и рмбав што никој не работеше. На 10 години ме се фурна леп по 9-10 лева. Мајка ми 71 година се прави операција од тумор. Ќерка сам на двајца родители и борци. Татко ми е бил и борец и не. Он у затворо Едризово бил како чуваник. Мајка ми е била на Сремскиот фронт на линијата од баталјоно на Михајло Апостолски. Живеах 3,5 години во село Оризари, населба тука Кочанско. Сино ми е од там, од тај татко. На 3,5 години го изнесох, само него у раце и една корпа и си одидох ка мајка ми. Мајка ми помогна, си го чувах и си го исчувах сама и морах да се премажа. Најдох еден од тешка судбина во Струмички села. Премажих се и си го однесох сино. Ино не, 9 години живеах у Струмичко село едно куќево. Таму одех аргатка по струмички фолии, за да го истерам сино на крај. Не беше добро во бракот? Какво добро, не ме пушти ни на вработување. 2001 на Бадник татко ми почина. Мајка ми беше ослепена 80 и неколку години, немаше дека да се врна веќе. Со дете на раце, немаше кај да ида. И да не, ја да бех сама, не му седех 24 сати. Ама детево кај ќе го денех. Аплициравте за социјален стан? Аплицирав. И не ми дадоа, пошто ја за 1 месец се пензионирах. Јас у септември пензионирах, они у ноември го отворија огласо. И по социјална категорија не ме фаќа. 2 пати ми одбија трошкове, не знај ништо, не можех ни лани, ни сега да си ида на бања. Се уште не е решен проблемот и чекате за Чекам. социјален стан, да се надеваме дека се ќе биде во ред и дека, нели, институциите ќе го видат ваш и ќе го слушнат вашиот проблем и преку нашиот медиум. Кров на глава, да не ми износат мила ќерко, те това ќе ви дозволат, да не ми износат од туѓо. Знаеш колку е тешко од туѓо да ти изнесат? Добар ви ден. Добар ден, ајде бујрум. Да, ве забележувам освежена, ќе речам подмладена и во многу подобро издание од она што ве оставивме изминатата година, кога го стававме. Фала му на Бога, дај Боже да ме врне и штикли да носи. Во моментов тука се вселивте и убаво, верувам дека е подобро од условите што таму ги имаше во Виница. И ја од тие услови у животот никош поубави не сам видела, не там под Кириот. Ниту од кај родители, ниту од кај бракове, анкове работила сум од утро до мрак, ништо се секој ми искористил, а никој и тука ништо, се сум си кредитче дигнала ја, ама ни немам сете фрижидерче, не мога. Не фали фрижидер, Фали. а мебелот, масата, што Кредит дигах, јас си го купих. И од другата соба имам 3 стола и тепих, ама жешко е, не треба да постилам. Оде за на зимото па нема па кој па да ме чисти, јас сум неспособна. А и топло е, но. Порно што не сум. Кога добивте
Ете, Абер ви дадоа известување дека го добивате станот. Кога се случи тоа? Истиот месец, на 9 одих у владата, а после од владата одих у транспорт и врски. И таму многу сиротиња, никој баш не опорито немаме, им там кажа, работата е завршена, оди си. И на 22 ми доделија клучовете, после се почнав полека кредит. Своја куќа да си имаш. И да не е многу убава и дотерана и дворче, че не, за мен ќе е палата поарно. Ке им препорачате ли на оние кои што немаат свое, да се борат, да се пријават во Срце на дланка, да ја кажат на јавноста својата приказна, за да може да им се помогне? Ја млада се срамех и това од што се срамех, знаеш? Од несреќата, од браковето. Анковето сада ми е не. Грам совест, милиграм осетне, а лошо да прават не. Сега ќе им препорачаме да не се срамат, не е лошо ако ги видат и си го кажат проблемот, само да дојдат до целта, до она што го посакуваат. Ацо Јовановски 40 години живее во руинирана куќа во Кумановска позаика, за која ќе рече дека е како проколната со лоша енергија и му носи само несреќи во животот. Кој мајстори да дојде да работи во неа ќе каже тој или му се случува нешто лошо или умира. Во неа живее со неговата ќерка Ивана која на 25 години има психички проблеми и лежи често во Кумановската болница. А во иста лоша позиција, навалена и покриена со многу черги за да не примрзне, е неговата стара мајка, која јаде само доколку Ацо изоди 22 километри за да стигне од болницата до куќата. Оди пеш за да заштеди пари за да ја купи кифла на мајка си. Исто толку поминува и за да се врати назад кај Ивана во болница. Со 4100 денари месечно и тешко дека некој може да живее подобро. Ми фалат средства за лекови за Ивана, сака телевизор зашто само тоа ја прави среќна, сака топла облека, храна, а јас немам за ништо. Од бебе, кога беше само месец и половина и останата без мајка, па сум одел по нивите и со една рака сум работел, со другата рака сум ја држал неа. Таа ми е сива животот. Цела земја ја изодев само за да ја го најдам лекот, но таа е се полошо и полошо. Дома е агресивна и не смеам да ја оставам сама за да одам да работам. И до крајот на светот ќе одам пеш само за да ја најдам лек. Затоа и западнав, ке рече Ацо, во оваа тешка ситуација во која веќе трпиме за леп. Сепак, ако некој се смилува и ни помогне со куќа во некое поблиско село до градот, би бил премногу благодарен, а знам дека тогаш и детето ќе ми биде подобро, ќе заврши овој учен татко. На овој сончево ветровит ден се наоѓаме по неколку месеци повторно во Куманово. Насмевката на моето лице покажува дека денеска ќе имаме успешна сторија во Срце на дланка. Денес ќе го посетиме Ацо Јованов, кој од позаика се пресели во градот и денес живее среќно со својата ќерка. Добар ден. Добар ден. Ацо, се слушавме по телефон. Да. Имаме убава вест да објавиме до народот и да се заблагодариме воедно Да, на хуманиот на сите, народ. да. Што се случи од како вашата сторија отиде во Срце на дланка? Па многу боле. Многу боле. Што се смени во вашиот живот, Ацо? Па може да кажу месец и пол дете супер беше. Никакви проблеми немаше. Да, Ево, Ивана беше... Да, супер. И Ја весело. напуштивте, да, ја напуштивте куќата во позаика. Да. Не ви недостасува? Не, Не. Таму имавте неубави случувања. многу. А што се случи? Каде се преселивте и кој ви помогна, нели? Па, донаторот Донатор? Да. Ви уплати? из куќе стан нега за 3 години и огрено дрво. Сигурно ви помага и може ли да видиме каде живеете? Може. И ние прв пат доаѓаме и верувам дека е многу подобро од условите што ги имавте таму. Многу, многу. Дали бевте среќен кога ви се јавија, ви кажаа Многу. дека Многу. да. Сигурно имаше солзи радосници, Ацо. Ако ги кажавте на Ивана? Тоа беше во Скопје. А зошто ви се насолзи очите од среќа? Така се тира. Но ова не се солзи на тага, ова се солзи Не. на среќа. Не. Иван, што ви рече? Па ништо се радува. Се радува. Се радува. Подобри се условите тука. Многу, многу побава. Многу. Чекам да видам како живеете сега.
Ивана дома? Еве, Здраво. Да те видев некаде во град, немаше да те познам. Изгледаш многу подобро. Сигурно ви е и многу поубаво тук. Да? Се сеќаваш кога те снимавме? Која е разликата таму каде што живеевте во селото и тук? Много има разлика. Каква? Добре. Добра? Да. Тука имаш каде да легнеш, Да. топло е. Топло. Друго, телевизор имаш ли? Има. Тоа што најмногу сакаш телевизор. Срекна ли се Ивана? Да. Одлично. И ти изгледаш навистина многу променето и се надевам дека само убави моменти ќе имате со таткото во иднина. Ацо, Ала, колку соби користите? Што ви се случува? три соби. Кога се преселивте? На 12 јануар. 12 јануари. Да. Значи тоа е набрзо виднаш по Да. снимањето на Срце на дланка. Веднаш имаше одзив од команиот народ. Имах. И Имаш? доста имаш. Друга помош некаква добивте ли, освен нели ова огромново Па, алишта за Ивана, обувла, добивме доста за неја. храна, И храна добивме. средства Имам. и Имам. тоа? Значи, се си дојде на свое место. Да, да, Требаше само да се стави срцето на дланка. да. Што ќе им порачате, Ацо, на сите оние кои што живеат тешко, а се срамат да излезат пред јавност? Сите не се пријават, тоа не е срамно ништо. Не е срамно ништо. Ако сакат, нека ви полошо, ќе ги дам, нека средуват куќа, такој. Ќе ги ја дам, нека се средува, нека живат таму кој сака. Кој се возор, кои немат куќа. Би ја донирал куќата? Да. И куќа и штала, тој има. Тој ќе ја донира заждане. Јас секогаш велам хуманоста е заразна. Пошто јас сум се испатил, а куќата се дава други да може да живеат, слободно нека се понуди, нека живеат луѓе. Нека се спасат. Вас ви е сега многу подобро. Многу, многу. Одите со Ивана постојано. Па, одиме носоп тепото. На контроле, натаму на... Но се е полесно, не ги одите оние Не. 2 часа пеш. Колку часа одевте пеш до Позејка? Не прашува 4. По 4 сати во денот. Во еден правец Во и еден во друг. правец. 8, да. А сега сам за 15 минути во град. За жал, мораше да се случи еден неубав настан, ја изгубивте мајката. Тоа се случи... Па да го просто сега. 84 години. Но сепак не го виде сето ова Не, кое што Вона и Ива да не беше ви. жива, не видеше што ќе. Не Да, покрепна, не видеше, не но условите чуеше. тука се поубави. Што ќе. Може да видиме, има уште соби. Има, има. Овој простор го користите како дневна. Не се го донирава облекло, мислам обувло, тоа е се пуно. И 3 кебињата во јас да ме се оди 4 таму. Да. Телевизори. Дали тука готвите, се правите јадење? Готвам понекогаш. Али некогаш се слоша, па батали во готвењето, што правиш? Секогаш се уште сте на штрек, што се вели. Па се седам. Она спие, ама нека тој сонот стресе и дуне још не е стабилизирано. Да, таму воопшто не ни спиеше, ниту вие. Тука имате сон. Па јас седејќи такој преспију, njemu пазам. Пошто она јоште не е стабилизирано. Али обеќани човекот за во придет, ќе го решимо. Ќе одите на доктор и ќе... Во Србија има донатор. Среќен сте, Ацо? Да, многу. Али благодарение на вас. Да не беше Срце на дланка, си Ништо. уште таму ке се мачевте. Све. Дали ќе беме и живи? Пошто напочна да рипотара се. Навистина сум срекна и срекна сум што имаме хуман народ кој што спаси уште Да. едно семејство, нели? Помоќи одложи. доста има, 2 вреќи, обула само да има.